Почитувани мој добар ден, ова е петочното издание на Црвена линија. Денеска се очекува економско-социјалниот совет да ја потврди пресметката и висината на новата минимална плата, која треба да биде 22.567 денари. За просечната плата од Завод за статистика објавија дека во јануари во однос на истиот месец лани бележи раст од 6,5% и сега е покачена на безмалку 40.000 денари и за голем број работници оваа плата е само сон. За работниците сон, за политичарите јаве. Ги намалија коефициентите, ама платите пак им се покачуваат. Минималната плата и пензиите се покачија, но се далеку од потребните 59.000 денари за нормален живот. Од денот кога платите на избраните и именуваните лица се покачија за 78%, сите политичари се удираа во гради дека ќе ги донираат покачените средства од платата. Знаеме како заврши тоа ветување. Дали на избраните и именуваните лица треба да им се пресметува коефициентот спрема минималната плата, а не спрема просечната плата. Тоа е она што ве прашуваме во Црвена линија, но и ве прашуваме дали избраните и именуваните лица треба да делат судбината на тие што ги избираат. Имаме и прашање плюс, секако како анкетно, кое што можете да го одговорите доколку не следите на Инстаграм. Затоа заследете на таму, кликнете на Црвена линија и секако на Инстаграм стори. Прашањето анкетно за денес гласи дали функционерите треба да донираат дел од покачените средства. Две опции за одговор да, не. Кликате на вашата опција, односно на вашиот одговор, во проценти редовно ги соопштуваме таму некаде по рекламите во секој издание на Црвена линија. Меѓу другото, најдраго, како и секогаш, ќе ни биде активно и директно да се вклучите во ова издание на Црвена линија, а за тоа е доволно, се разбира, да го завртите нашиот телефонски број. Но во продолжение секако и да погледнеме прилог кој што и ќе не подготви за денешнава дискусија. Чачкове, Ирена. До крајот на годинава да има уште едно зголемување на минималната плата бараат синдикатите. Мартовскиот скок на минималецот на 22.500 денари. Велат дека не е доволен и бараат идната влада во првите 100 дена да направи уште една корекција и со тоа минималната плата да достигне износ од 450 евра, колку што е во некои земји од регионот. Ова го соопштија синдикатите пред стартот на состанокот на економско-социјалниот совет, на кој присуствуваат и представници од владата и од организацијата на работодавачи. Сериозно да размислат во првите 100 дена да донесат одлука, да го изменат законот и да утврдат нов износ на минималната плата. Најмалку што може да направат е приближно над 450 евра. Да се донесе заклучок, каде што членот 8 ќе биде испратен како заклучок во влада за усогласување на платите во рок од 6 месеци. Одлуката за новото зголемување на минималната плата се уште не е влезена во службен весник. Од само очекува тоа да се случи најдоцна до понеделник, а по објавата вработените во јавниот сектор на мартовската плата да добијат плюс 2.400 денари. Од само уште еднаш предупредија, ако некој се обиде да ги изигра овие вработени со заобиколување на законите, ќе се гонат кривично. Кривичниот законник е прилично јасен, секој оној кој ќе се дрзне да не почитува закон, колективен договор, особено во делот на платата, е со казна затвор од 1 до 3 години за одговорното лице и со парична казна за правното лице и се надеваме дека функционерите, особено сега пред избори, нема да се дрзнат да не исплатат усогласувањето со минималната плата. Според податоците со кои располагаат синдикатите, минималната плата во земјава е една од најниските во регионот. Помал износ се исплаќа само во Босна и Херцеговина. Велат платите растат, но залудно. Анализите на ССМ покажаа и нов рекорд на минималната потрошувачка кошница. За еден месец трошоците скокнаа за над 1.500 денари. На едно 4-члено семејство за да го истурка месецот му се потребни речиси 1.000 евра. Најголем скок на цените е забележанка и храната. Синдикатите ги повика и работниците од приватниот сектор да им се приклучат на протестот за 1 мај. Сега повторно сме во студио Црвена линија, стартуваме сега ко совест. Доволно е да го завртите телефонскиот број 023070005.
од технички аспект напомена која што не смееме да изоставиме, а тоа е да ви укажеме да веднаш и го намалите целосно тонот на телевизорот по вашето вклучување во студио. Меѓу другото, ќе ве подсетиме дека е најдобро јас и вие да зборуваме само преку слушалка, што значи да не се зборува преку интерфон или спикерфон. Како и да е, ние сме подготвени и верувам дека го имаме и првиот гледач кој што ќе ни даде одговор на прашањето дали на избраните и именуваните лица треба да им се пресметува коефициентот спрема минималната плата, а не спрема просечната плата, и дали избраните и именуваните лица треба да делат судбината на тие што ги избираат. Добар ден! Ајде, добар ден! Голем поздрав до вас! Да фрлиме некој лав муабет, па 20 дена ќе бидете рајети вие и ние и сите слушатели што се јавува и што ќе се јават после мене. Да бидеме рајат, добро, зошто би биле рајат? Така зборот вика рајат, пошто ќе нема да се јавуваме. Све што ќе кажеме е излишно. Имаше на една емисија на телевизија, една национална, една слушателка се јави во контекст нова, од Словенија. Јас што го кажам што сум поборник, ние сме влезени во голем хаос, во голема анархија. Никој не оправа. Со години ќе треба да излеземе, па за да кажам ја позитивно, да, треба да дела судбината, треба да се соживуваат тие што ги бираме со народот, се гова, вода. Уште долго години ние само ќе си кажуваме, ќе се избориме, вие теми ќе се ставате. А дали треба еве да донираат од своите покачени средства? Треба, ма не донираат. Хуманоста е кај нас, зата и хуманоста. Па тоа што треба објекти да прават, да речеме како вчера прилогот, што беше ден на децата со да аутизам. Па колку години не направија едно нешто да им се подобри животот. Што само ќе збориме џабе? Зборот меќе имаме уште 16-17. Таа гледачката од Словенија рече 2000 евра мажот и пензија и тавра. Зато викам, само од Словенија закон да ни дојде тука и 10 души да не опрати. Благодарам многу. Секако никогаш не е, како што велите вие, за џабе, со оглед на тоа што верували или не, оние кои што треба да го слушнат мислењето на граѓаните и на кои што им се обраќаме, редовно следат и редовно слушаат. Тоа ви гарантирам. Како и да продолжуваме со вас, па еве ќе почнеме со она што е главно централно прашање во ова издание на Црвена линија, тоа е дали избраните именуваните лица треба да ја делат судбината со тие што ги избираат. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. Ајде бидете поздравени и убав викенд да имате. Благодарам. Види, дали тие треба да донират нешто? Тие зимат, не донират. Донираме ние што неаме. Ние донираме на тие што зимат. Не крадат. Немој, тоа е еден прост. Селјак украл кокошка, а директор на банка проневерил банка. Сега, кај нас е тоа. Ова пробај, па да ви тражили смо и да гледаме. Како тие може да расподелат нешто да дават. Тие се мачат за себе, уште да не плячкат до крај. Ја уште немам слушалец, свен председателот Пендаровски што вика да давам по болници друго трето. Кој дава други? Други зима. Сега, пак не верувам и со очи да видам, пак не верувам. За тоа што надлабоко украдење во ова тлуе, во оваа држава. И во овој народ. Отерано више и под кожа, не само кожа, и под кожа. Значи, минимална плата треба да порасне, а кажите ми, еден чекор идете со плата напред, а 6 чекори со цените напред иде сега. И сега, еден со 6 до кај? Од сега најавуваат, после не знам уште кога, тоа треба да порастат, а цените веќе... Благодарам многу и вам за активното и секојдневното учество, па така и во ова издание на Црвена линија. Продолжете да не следите. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тинке, Катинке. Голем поздрав и до вас, одамна не сме ве слушнале, па еве сметате ли дека избраните и именуваните лица треба да ја делат судбината со оние кои што ги избираат? Треба, ама по нивно не треба.
Затоа што додека да влезат на јаслите, многу ќе ти ветат маркови кули, брда и долини, а од тоа ништо. Чим влезат во јаслите, тебе те заборавиат за секогаш. Од тебе влечат, а не да дадат. О, да видиш сега која бев на битва за една жена, абе да оплачеш, а не друго. Нема никаква екзистенција за живот, бе. Каков е тој народ, какви се тие буџи тамо? Краповите само да лапаат, а ова нема да ја купи женичката лепче, да ја купи баничка. Тоа е срамота и греота. Една душичка не смеам на никого. Ја викам, оди да бараш нешто екзистенција, мајче, нема никој да ми ти даде ако не мрнеш ти. Оти ако не мрнеш, вака ке талкаш. Ми се плачеше од неа. А еве, дали смитате дека е можеби најдобро да на оние кои што се изабрани и именувани, коефициентот да им се пресметува спрема минималната плата, а не спрема просечната? Да, сметам дека треба да им се минимална просечната плата да им се намалува, а не да им се зголемува. Така, добро, благодарам многу и драго ни е што имавме во ова издание на Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Србите викаат сит гладнога не веруе. Ние самите гледаме, а и вие гледате собранието како функционират, со колку пратеници. Од 120 некогаш ги нема ни 5 внатре. Тие немаат срам. Сега кога ќе почне кампањата, ќе гледате како одат по села, по градови, обеќаваат брда и долини и само да стигнат до местото кај што треба. И после те Уставен суд, одлуките не смееме да ги коментираме, те ова, те она. Затоа до ова дереđe дотераме работата. Да се погледаат позади, да се свртат и да видат што овој народ, како живи овој народ. Дали излегле на пазар или имаат нивни слуги кои им пазаруваат, дали знаат цените колку им се. Тоа е... Ајве, сметате ли дека на оние кои што се избрани, именувани лица треба да им се пресметува коефициентот спрема минималната плата, а не спрема просечната? Па према минималната сигурно да им се пресметува. Меѓутоа тие си прават за ним. Што земјоделецот кога работи со мотиката. Ке посетам, само внимавајте на тајмерот е 90 секунди, но нема ниту да заборавам да му заблагодарам на гледачот кој што зема активно учествува во ова издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Па вака. Дали избраните и именуваните лица треба да ја делат судбината со тие што ги избират, значи со народот. Фала Богу дека така треба. Не може народа да биде сиромав, а тие да бидат богати, пребогати, да не знаат што да прават со парите, а плюс да имат и некои други привилегии таму, службени возила, и што тие не знам што веќе има. И тие 78% велеа дека ќе ги вратат на постаро. Ете, не успеа владата, уствари не успеа судот да ги врати. Никој нема да успее да ги врати. Едини што си достојно зборо беше председателот кој што рече дека вишокот на пари што го има добиено во ова ќе го одби и ќе го донира. И вистина некни изјави дека најмот се досега донирал 500.000 денари. Што добро, импозантна некоја сума, навистина убава, ама сепак, ете, хумен е човекот и даде. И јас не ми се верува дека лажеше, знам дека тоа што го рече го направи, бидејќи може да се провери. Ајве, според вас, дали е подобро за избраните коефициентот да се пресметува спрема минималната плата, а не просечната? Па спрема минималната, меѓутоа тие се многу курнаси. Тие ќе го зголемат коефициентот така да
Ќе дојди тамте за кикирику. Благодарам многу за јавувањето и една напомена секако го разбираме и гневот и тоа да бидете и иритирани се разбира сосема логично, но внимавајте и на употребата на зборовите, да останеме доследни на она што е етика на црвена линија, значи да не се зборуваат нели цости, погрдни зборови, да се алудира на насилство и секако да се зборува во тон на омраза. Како да продолжуваме понатаму? Добар ден. Ало, добар ден. Лупчо, голем поздрав и денес во ова издание на Црвена линија. Да, фала и до вас исто. Видите, ја нема да дискутирам со лопарно, туку ќе се повикам на самиот закон за пратеници, каде што ја уочив дека има една лакрдија неусогласеност, а тоа е фамозниот член со којим се одредува висината на платата, каде што не пише дали е нето или бруто, ама ако отидете подоле во истиот закон во член 11, каде им се одредуваат правата по основ на, да кажеме, отпремнини за пензија, К15, да не речеме нешто друго, таму е децидно кажано нето плата. Дали ме разбирате? И сега не гледам во јунак во државата кој требаше овој закон да го даде на Уставен суд или да го даде на толкување во законодавната правната комисија или да побара да се како може во еден член да немате посочување по кој основ ќе ви се одредува нешто, а додека во истиот закон по друг член каде што се некои други права имате точно наведено по како ќе се врши, да не кажам, исплатата. Нето, кажано е нето плата. И јас мислам дека тука лежи проблемот. Ако сака они да го решат проблемот, требаше само да го изменат тој фамозен член 8, да го вметнат тоа бројче нето како што стои подоле во истиот закон. Значи, не збориме за различни закони, истиот закон за правата на пратениците плата. Член 8 нема, член 11 има. И ако го решат тоа со нето бруто, целиот овој проблем ќе се решеше. Меѓутоа, гледате дека они за се кошкаат, меѓутоа кога се работи за парите, они се сложни, нив ништо не ги интересира, тоа е све за народот, па сега дури гледат оваа брука од судии. Ке подсетам, внимавајте на тајмерот, сепак е 90 секунди, таа е одредбата за време траењето на едно излагање, но секако додека траеме ништо не е невозможно, па така и тоа да можете повторно да се вклучите. За нови 90 секунди. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав и до вас, во Црвена линија сте. Повелете. Видите, функционерите немаат осет за народот, тие што сакаат си прават и пресметуваат просек. И стално објавува во новини дека овие од статистика, што е нивна служба, просекот на платите порасна. Сега е 39.900, значи околу 40.000 негде, близко до 40.000. Тоа не е невидено нешто. Нивно е ова статистика и така се кажува да го задовола народот. Тоа му доаѓа како на народна, некој само зилка јади, некој само месо, а во просек сарма се јади. Така му доаѓа. Нема осет за народот, нема осет. Дури и овие опозицијава од ВМРО си почете за тие 78% што ги покачија функционерите. А требаше да го организира народот, баш во тој момент кога ги покачија 78%, штрајк низ улиците, да се заобиколи ова собрание од штрайкувачи. Не 10.000, не 20.000, туку 200.000, 500.000 луѓе, да не сме пратеник да влезе внатре, да не сме функционер по собрание општо и да трае тоа додека не ги вратеа платите, тога и ќе успее. Вака го наште мирен народ. Благодарам многу и вам за јавувањето во ова денешно издание на Црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. И на самиот почеток да ве замолам да го намалите целосно тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија сте. Па да, околу ова тема многу наивни некако луѓе некако мислат дека луѓето што им ги зголемија платите, па од плати живеат. Тие најмалку од плата живеат и 120.000, 150 и 200.000 колку им е платата таму, не знам. Тие не живеат од тоа, тоа им е за джепарлак, тие се провизии од алаван, пише вика народот. Кој живее од плата од овие сите високи политичари у Македонија? Од тргување со влијание, со све. Нека не биде глуп народот, мислам, ја знам
Имаш истражување најскоро дека македонците се еден многу глуп народ, втор најглуп у Европа, ама па до толку да се глупи. Ајде да не се фокусираме на навредување на народот, да се фокусираме на тоа дали е возможно и подобро да се пресметува коефициентот спрема минималната плата, а не спрема просечната. Тоа е само на хартија, онака идеално све, идеален свет што се вика, реалноста е сосема друга. Како и да ја пресметувате платата, тие не живеат од плата, тие живеат од многу други извори за кои обичниот човек појма нема. Значи, а возможно ли е тогаш да донираат за оние на кои што им е најпотребно? Па можно е да донираат ако се хумани, меѓутоа ја не гледав дека се потепа од донирање. Најмногу донираше до сега, не знам, Трифун Костовски, човек што и не вршил државна функција, освен што беше градоначелник на Скопје. Од овие други. Така, големо благодарам и вам за денешното вклучување и учество во Црвена линија. Добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден, ако сум јастина. Секако вие сте, ве слушаме, повелете. Поздрав. Најголем поздрав секако до вас. Вака, за оваа тема треба да сватиме во кое време сега живееме. Сакаме капитализам, добивме капитализм. Класните разлики постојат. И што е тука, нема, не знам, јас се чудам. Во ред, јас се согласувам со граѓаните дека претераа со тие лични доходи нивни. А зашто? Пошто имаме капитализм, зашто си покачувањето од 78% дали е класна разлика, резултат на класна разлика? Па, мислам дека е, тие се функционери и треба да земат да не бидат подмитени. Да не бидат подмитени. Меѓутоа, друго јас сакам да кажам. Зашто компании кои се странски плаќаат данок од 15% и 18%? Зашто не воведат еден закон, во капитализмот може да се воведе тоа? Сите кои земаат лични доходи повеќе од 70.000 денари, зависно од потребувачката кошница, не ги оданочат. Тоа е резултат. Ке го размислиме ова и како тема да го поставиме во некој издание. Треба да го поставите. Затоа што тие треба, сите функционери кои земаат од 70.000, треба 15% данок на чист доход. Како тоа? Тоа има останува разлика на пари. Знаеме колку се потрошувачки дека нив. И да го одработи тие за 70. Благодаря многу за учеството. До сега имавте можност да слушнете какви одговори дадоа гледачите кои што активно се вклучија до овој момент во Црвена линија. Сега ако продолжуваме со вас и понатаму, добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Ве поздравувам вас. Ве слушаме, повелете. Видите, во врска со темата, моето мислење е следно. Значи, дали избраните и именуваните лица треба да ја делат судбината на тие што ги избираат? А во генерален смисол, да, треба да ја делат судбината, а ние нема да навлегуваме тука и на некој начин во финансиските примања и така натаму, ако некој, да речеме, ето фигуративно да се изразам, гладува, значи да и тие гладуваат. Сепак тие треба да има некој подобар стандард, ваму таму. Значи, во тој смисол, да. Инаку, генерално треба да ја дела судбината со својот народ кого го представуваат. Но јас тука сакам да кажам една друга работа. Например, ако иземам некои основни партии, како што е ДПМН или СДС, тие се основни главни партии. На нив се прилепуваат мали партии со 2-3 илјади, значи, гласаци, со тоа што нивните председатели, водачи на тие мали партии, немаат никаква цел, нити идеологија, големи блефери се, и тие се накалемуваат до овие главни партии, колку да влезат. Благодарам многу за учеството, посетување и напомена, внимавајте на тајмерот. Добар ден! Добар ден!
Добро, во меѓувреме, пред да вклучиме уште гледачи, само да укажам на тоа дека оваа дискусија може да се префрли секако и на дополни на социјалните медиуми, како и секогаш на нашиот профил на Facebook Црвена линија. Преку коментари и споделувања можете да дадете удел, односно да го искажете вашиот став во однос на темите за кои што зборуваме. Па така и денес за ова. Истото тоа може да се направи секако и на профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што и таму ја поставуваме паралелно темата за која што зборуваме. Па еве, според вас, дали избраните и именуваните лица треба да делат судбината со оние кои што ги избираат? Добар ден. Добар ден. Поздрав голем до вас. Повелете. Благодарам ти на вака сега, Тина. Па, нормално би требало така да биде. Да ја дела судбината со тие што ги избираат, ама ке нас за жал не е така. ВМРО и СДС по 15 и нешто така месеци испаѓа дека владееле со Македонија. Од нашето осамостојување 15 ВМРО владел, 15 години СДС. А дуи 20 години нон-стоп владе. Сега ние како граѓани, ја уопште не сум задоволен од нивното владење. Зашто не сум задоволен од нивното? Не направија најдолна земја. Сега да земеме 90-тите години кои се осамостојувањето, немавме ни кредити, сега сме задолжени негде 8-9 милиарди, ни една институција не работи, пензионери гледаме незадоволни, граѓани незадоволни. Па еве, дали функционерите треба да донираат од средствата кои што ги добија како покачување? Како што изборуваа? Не, никој не донира. Не сум слушнал да донирам. Да го утишат народот, да го втишат, кажа неколку други, Муцински кажа, Пендаровски председател кажа. Ама не сум слушнал да донира. Така, благодарам многу и вам за активното учество. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Црвена линија, повелете. Поздрав од Кавадарци, Тина. Голем поздрав до кавадарчани преку вас. Одамна не сме ве слушнале. Па еве, треба ли избраните именуваните да ја делат судбината на оние кои што ги избираат? Вака сега, Тина. Дали избраните именувани треба да делат судбината на народот? За овие 30 години, овие 2-3 партии ВМРО и СДС, запустија Македонија. Многу му е гајле, бе. Инака си е по 80% платите, нигде ги нема. Оти да направи ВМРО, ако се патриоти, расправи со собранието. Дали се сага за тоа. А не они молчат двете партии, кога се за нивните интереси. Се дигат власти, бе. Не и срам, бе. И на народот да не гласат за вие избори. До сега сум гласал никако да не испаѓат, па да усетат. И да се намалат пратениците. 120 пратеници не и требат на Македонија. Ние сме мала земја, бе. А запустија Македонија, бе. Земјоделене, Сотине, Орис, Компир, Источна, Западна, сите избегаа, бе. Теквишијата беше една од најбогатите инструмица за нигде се со лозарството. Се се запусти, бе. Срамота и седни исти пратеници и у ВМРО ЕЗ, Златко, Ѓордев, Милошевски, у криминал влезени, па истите, и у СДС така. Срамота е вашо гработат. И предлагам никој да не испаѓа оваа година, да идат да усетат да видат кворум да нема. А не, ние испаѓаме, ние сме криминал. Ке посетам 90 секунди и секако продолжете и да не следите, но и активно да учествувате. Ајде да видиме што ќе каже следниот гледач, а потоа и ќе се префрлиме малку и кај социјалните медиуми, бидејќи има коментари. Добар ден. Добар ден. Добро, тоа. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, во Црвена линија сте. Па, што? Па еве, дали се избраните и именуваните лица треба да делат пред се судбината со оние кои што ги избираат? Дали не слушате? Па, треба да делат судбината. Ама како? Да бе, слушам. Хало? Да, продолжете, ве слушаме, продолжете.
Дали гледачот ме слуша, бидејќи ве цела јавност е во внимание и чекаме да слушнеме што ќе кажат? Најверојатно не се слушаме добро со гледачот. Еве и уште еднаш ќе напоменам, иако поприлично доста пати повторуваме, особено еве доколку сте за прв пат во Црвена линија и немате искуство со учество во контактни емисии, од технички аспект по вртењето на телефонскиот број 0230700005, веднаш намалете го целосно тонот на телевизорот. Да зборуваме јас и вие само преку телефонската слушалка и она што е најважно сега кога исклучате е употребата на интерфони, спикерфони и така натаму. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ве слушам сега фино, сега Да, вака. одлично, повелете, ве слушаме и ние. Конкретно за вашето прашање што е поставено. Ниеден од овие избрани именувани лица што треба да бидат гласани, ниеден од нив нема поставено CV. Ниеден не е запознаен од граѓаните колку гласаат, него само така политички поставени марионети, а ништо не се гледа од нивниот резултат, нивниот начин на школување, од каде им се дипломите. Едноставно не се знае за никого, само исклучиво партиски марионети. Дајте да ги видиме тие луѓе еднаш да се представат кој што постигнал во животот. Ке дојде некоја младжарија со 20 и кусур години ке стане премиер. Тргнете од Георгиевски Љупчо, еве го сега е вице бизнисмен. Бранко Црвенковски што беше на 32 години премиер. Ке ме молам, дајте представите ги еднаш тие луѓе и еднаш нека дојдат во дуел меѓу сите останати луѓе, ТВ дуел, било каков дуел, да видиме за кого гласаме. Ние доаѓаме до ситуацијата сега да гласаме за анонимусци, партиски војници. Прво почнале лепачи на плакати, па понатаму и да стигнале до некои позиции. Знаат ли што е тоа CV? А еве, ви се чини ли дека треба да донираат за оние кои што им е најпотребно? Токму тој Па вишок. да, али никаде не е воспоставено како услов да се представат пред јавноста. Кои се, што си, од каде се. Поединци, ја така случајно ги познавам, поединци излегуваат од нафталин и сега доаѓаат, тие ќе ме бидат, мене ќе ме водат. Чекајте малци, јас сум интелектуалец кој што сакам да ме води, саглам екипа. Така, големо благодарам и еве за вашите одговори. До сега можевте да слушнете гледачите што кажа во однос на прашањето кој што го поставивме денес. Одиме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Ве слушаме во Црвена линија сте. Поздрав многу и до тебе и до Телма телевизија. Да ти кажам најискрено, овие сите избрани, прво да не се навреди некој од нив, се прашувам дали имаат душа, после тоа дали имаат емпатија. Тука треба да се стават на тест, затоа што ќе се испотепат да дојдат до некоја позиција за да му помогнат на народот. Тука ставив наводници, ќе се испотепат да дојдат за да земат парички. Ги видовме кога си поделија меѓу себе. Значи, која судбина да делат? Дали воопшто, знаеш, Тина Кукерицат, им обезбедивме на луѓето убаво, нели, иднина, леле колку им е убаво, па качивме ова, качивме она. Ајде да ги замениме, да му дадам на тој пратеник некој или тамо некој што е од тие големите, да му дадам ја плата од некој од 20.000. Ајде да го видам како ќе живее. Значи, толку да се немало чувства, значи, не можам да ги разберам на вистина што луѓе се тие, дали воопшто имаат нешто, реков и на почетокот, дали воопшто имаат тие душа, дали тие баш ме интересира, знаеш, кога има донирање, кога сите донираме за децава или што да се лекуваат, дали некој од нив донирал или по таа трка на пари заборавија да бидат луѓе, заборавија човек, да нема веќе човек, ми се чини дека не остана човек, Тина. И многу сум разочарана и они ова и да го слушаат не допира до нив. Тоа е страшното. Замисли мене да ме става тамо, па ја ќе плачам, нема ни. Благодарам многу и вам за вашето учество и одговори. Секако ќе ви посочам уште еднаш да не заследите на Facebook Црвена линија, но и профилот на телевизија Телма.
Со оглед на темата за која што зборуваме, еве има и еден наслов кој што е објавен секако. Ќе посетам да кликнете и на telma.com.mk и секако целосно и брзо и ефикасно да се информирате за сите случувања, не само во земјата, туку и во светот, па и во регионот. Но еве го и насловот. Просечната плата во јануари била 40.000 денари. За дел од работниците е сон. Па еве ги и коментарите. Дерем Алили напишал: просечната плата со мала дигресија е следното. Некој јаде месо, некој јаде зелка, ама во просек и двајцата јадат сарма. Поздрав, ова го кажа еден од гледачите кој што денес се вклучи во црвена линија. Санде Стаменковски напишал: не за дел, туку за 90% од работниците ќе ја сонуваат просечната плата. Некои кркаат бифтеци, некои коски, а третите само гледаат да не се срамите да се фалите. Па дали функционерите еве треба да донираат дел од покачените средства и дали избраните именуваните лица ги воопшто треба да ја делат судбината со оние кои што ги избираат? Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Добар ден. Тие живее во паралелен свет. Ние живееме во паралелен свет со политичарите. Тие живеа во еден свет, ние живееме во друг свет. Тие нема допирни точки со народот. Па како не му е срам овој народ што ги гласа да излезе на улица и да ме сретна на улица и да разговараме за судбините на народот со 150.000 плата нивна или 200.000, да не зборуваме за црни пари, и со 200 евра пензија. Како не му е срам? Еден гледач рече треба да ги земат тие пари да не бидат подмитливи. Тие ќе ги зема парите и пак ќе бидат подмитливи. Тоа е во крвта, во гено на политичарот. За срамота и едните и другите. Еве шанса беше на опозицијата во парламентот кога се изгласава на срамно 78% небалесна во Америка, да рече: народе, ова е срамота, ние не се согласуваме. И да го победа народот. Срамота. И кого и кои се тие, добро рече еден гледач, кои се тие кандидати за пратеници за ова, за она? Па ние не ги знаеме, партијата ги предложува, народот гласа како слепец. Гласа како слепец. Знаеш ти за кој човек гласаш? Не знае. Анкета имаше утре, други ден, тоа е добар показател до кај сме. Анкета имаше за кого утре би гласате, за кој кандидат, ако дали за ВМРО, за СДС. Благодарам многу за јавувањето. Подсетувам, само внимавајте на тајмерот. Но може и репете, побарајте не повторно за нови 90 секунди. Уште еднаш благодарам, продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија сте, повелете. Дали избраните именувани лица треба да ја делат судбината? Која судбина делат тие? Дали ја делат со нас судбината? Тие јадат, што вика човеко, месо, а ние јадеме корките, или кошките ги гледаме. Срамота. Која судбина ја делеме со ни? Знаете, сакам да кажам, нек не го слушам Османи, ВМРО бил националистичка партија. А дали они не се националисти што откачуваат нашите знамија од црквите, ги висат нивните на Учка и на Албанија? Кажете ми вака, дали сметате дека функционерите треба да донираат дел од покачените средства, бидејќи ова беше за сите функционери покачување? Сега да ви кажам, од комарец лој можете ли да извадите? Не да ве прашам, од комарец лој можете ли да извадите? Не. Ве слушаме, продолжете. Не, па за тоа ве прашам. Кој е тај Османи што кажува дека биле сме над 600.000 души за ВМРО секогаш клука, националисти биле, а од ни понаголеми националисти дека има. Ама ние не зборуваме на таа тема, ние зборуваме дали сметате дека сите избрани именувани лица, независно од која партија се, треба да ја делат судбината на народот, односно на оние кои што ги избираат. Треба, ама нити се е случило, нити ќе се случи такво нешто. Така, и благодарам за одговорите. Добар ден, продолжуваме понатаму. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Поздрав до вас, Тина. Поздрав секако и до вас. Поздрав до емисијата и до сите гледачи на Телма телевизија.
Благодарам. Ве слушаме, повелете. Треба да делат избраните именуваните функционери судбината со сите граѓани, бидејќи тие се избрани од нив, а не само да кажуваат по медиумите дека легитимитетот тие го црпат од граѓаните, ама не само легитимитетот, него и крвта им е пијат со памбуче. Имаше негде избрани именувани функционери, колку што слушам по медиумите, повеќе од 1000 и нешто, 1160 институции и така нешто. Значи, тие се, не е мала бројка. Ретко кој само слушнаме за председателот Пендаровски дека донирал околу пола милион, а никој од другите не слушнавме да извади уплатница, да каже за кого донирал, кај донирал и како. Или ги донирал од левиот во десниот джеп, може кај него. Многу е лошо, народот е поделен на македонскиот блок, лево и десно, албанскиот исто така, али политичарите тука го користат и за нив штом се однесува за плати, тогаш се едногласни. А иначе за други сите работи тие и очи ќе се извадат во парламентот. Така да многу е кратко времето, има многу да се зборува на оваа тема. Да, драго ми е еве што редовно учествувате, но како да еве да објасниме уште еднаш за времето, со цел на време траењето на црвена линија, секогаш е направена пресметката да даде можност за што повеќе вклучувања и јавувања, тоа е во превод значи повеќе мислења, повеќе граѓани. Добар ден. Здраво, Тинче. Поздрав до тебе. Голем поздрав и до вас. Поздрав и до телевизијата. Сакам те пофалам да останеш така позитивна личност како што си во тркалото. Благодарам. Тинче, јас многу сум развачарана првин од народот, затоа што гледа само која партија ќе победи. Затоа и држава е дојдена до овој степен, а не гледа кои личности ќе седат на кои клучни места и како ќе ода институциите во напредна фаза. Еден од гледачите кажа дека треба да приложуваат сиви оние кои што ги гласаме. Се сложувате? Не ве разбрав, извинете? Еден од гледачите укажа дека навистина сака да знае за кого гласа, односно да приложуваат оние кои што ги гласаме сиви. Па да знаеме за кого гласаме, затоа што сега во ВМРО истите личности се појавува. Антонио Милошевски, Мисрајловски, тој што беше, зошто седи претеничката која што е била прилепчанка Ана Лашкојца 20 години во парламентот. Зошто ми е глода мене коските, например, и на сите што се во државава. Паразит, едноставно 20 години да седи и никаква промена да нема. Значи народот треба да води сметка за кого за кои личности ги седнува на клучните места за да тргне држава напред. На никого не му е гајле кој каква судбина има. Треба пратениците да бидат 20 од град треба да има пратеници и тие да водат сметка да бидат активни со народот и преку градоначалникот. Така, големо благодарам за учеството и секако за вашите одговори. Еве уште неколку коментари. Николина Јакимова го има напишано следното. Аман бре со таа просечна. Редно е да престане да се смета на овој начин, како досега, за да се види вистински која е просечната. Од пресметката треба да се исклучат функционерските плати во државните институции и тогаш ќе се дојде до реалната просечна. Не може со 78% покачување тие да влегуваат во сметањето на просечната плата. Ајде вие новинарите да го иницирате ова прашање. Трајче и реплицира, објасни колку покачувањето на платите на 1200 службеници може да влие покрај останатите над 500.000 вработени. Инаку, Ванчо Петров напишал, ако се одземат функционерските плати од просекот, разликата нема да биде ни 150 денари. Како да ние ве прашуваме дали на избраните и именуваните лица треба да им се пресметува коефициентот спрема минималната плата или а не спрема просечната плата. Што мислите ве за тоа? Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот целосно. Ало. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Ме слушате ли? Да, повелете.
Вака, како прво, многу ептем наивно прашање, дали избраните и именуваните лица треба да ја делат судбината на тие што ги избираат? Па дали гледате вие што се случува сега, борба кој како место да заземе од носител па надоле, само да влезе во парламент. Што рече ова градоначалничкава од Скопје, што рачињата во медот. Каде тие целта им е само да влезе во парламентот? Ако влезе во парламентот, кој не гледа као народ? Стали 178 ќе ги покачат. Нити па ги имаат гајде. Меѓутоа, ние сме самиот народ криви. Затоа што ние не вршиме филтрација на тие што се предложени како кандидати за пратеници. Видите ли составот како е пратенички? Тука имаш од многу јако културна интелигенција, значи, јако школована, па до најпроста интелигенција која што не кажала, земат по 2000 евра плата. Јас сум напратени да му се даде плата, најмалку 2000 евра да. Ама да се фати во некоја си недозволена работа. Да се фати во некоја... Веќе тој да нема пристап со таа политика, со тие работи. Ако можете да... Благодарам многу и вам за учеството и сега веќе е додено времето да ги проследиме заедно рекламите. Ајте, по рекламите сега е време и да ви соопштам како одговорија оние кои што не следат секако на Инстаграм. Ако не сте меѓу нив, заследете не веднаш во овој момент, не оставајте тоа за понеделник, туку веќе од понеделник бидете дел меѓу оние кои што активно учествуваат во нашите анкети. На денешното прашање дали функционерите треба да донираат дел од покачените средства, со да одговорија 92%, а со не одговорија само 8%. Она што секако ќе ви се случи 100% е убаво расположение и ќе биде секако берикетно, знаат оние кои што редовно не следат и учествуваат, бидејќи за многу кусо време ќе почнеме и со заврти на Телма. Меѓу другото, тука и ќе ви се заблагодарам на сите вас кои што земавте активно учество во ова издание на Црвена линија и топло ве поканувам онака пред викенд да се ја пробате среќата и повторно да го завртите нашиот телефонски број и денес некој од вас да си освои барем на самиот почеток една супер добра правосмукалка, но во меѓувреме знае да расте влогот, односно да имаме и фрижидер и телевизор, да не ви ги откривам сега веднаш изненадувањата. Се гледаме во заврти на Телма, вртете го телефонскиот број и ајде да ги освоиме сите награди.